Благодарам, председателе. Почитуван македонски народе, следејќи го политичкиот циркус и потезите на ова предавничка и корумпирана власт последните неколку години, но и слушајќи ги шарените лаги на европските комесари кои од 1913 година па наваму колку пати што се занимавале со македонското прашање, толку пати Македонија и македонскиот народ биле понижени и обесправени, и се разбира по многуте разговори со мои пријатели дојдов до следниот заклучок и прашање дали македонскиот јазик, историја и идентитет се заштитени. Тука е најголемата замка. Европа вели да, ние ве сакаме, но реалноста е сосема различна, бидејќи Нобеловецот Заев потпиша договор за пријателство со кој ја отвори Пандорината кутија и стави почеток на остварувањето на империалистичкиот сон на Бугарија, во кој нивната територија се протега од Охрид до Црно море. Да нема заблуди, Бугарија не признава дека постои македонски народ и македонски јазик, а со тоа целосно ја негира и македонската историја, и за ова мое тврдење постојат илјадници искази на председатели, премиери и министри. Ова значи дека билатералниот договор, кој е дел од преговарачката рамка, нешто кое се случува за прв пат во историјата на Европската Унија, билатерален договор да е услов за влез во Унијата, никогаш нема да биде усвоен и реализиран, освен ако ние самите не извршиме етноцид и еден ден станеме бугари кои зборуваат дијалект на бугарски јазик. Дека сите склучени билатерални договори на оваа ненародна и корумпирана елита на власт се на штета на македонецот, потврдува и вчерашниот твит на Ципрас, кој што вели, цитирам, препознава самодржавјанство и ништо повеќе. Не можам да разберам како разобличувањето на државата и народот во неа го доживувате како успех. Врз коските на загинатите македонци во Нивици, на кои беа тестирани напалм бомбите на британската авиација, потпишавте договор со кој се откажавте од македонското малцинство, станавме националност коса црта и сите институции на македонски ги претворивте во национални и не застанавте тука, туку побрзавте да се откажете од малцинствата во Бугарија, се откажавте од јазикот кој од македонски стана според Уставот и го ставивте под знак прашање воопшто целото битисување на овој напатен и обесправен народ. Ве прашувам уште еднаш, тоа е успехот со кој се гордеете? Овој француски предлог, за кој народот гласно ви кажува дека не го прифаќа, е најголема замка во поновата историја на Македонија и неговото прифаќање ќе предизвика целосно негирање на се македонско. Прифаќањето ќе стане велепредовство за кое еден ден некој ќе треба да одговара. Прочитани се сите ваши перфидни потези, јасни се сите калкулации и манипулации кои планирате да ги протнете на мала врата. Вие од СДСМ не ја потценувајте интелигенцијата на народот и не си поигрувајте со неговото трпение. Немате право да го уништувате идентитетот, да ја менувате историјата и поради политички диктати од друга држава, која во минатото била агресор и окупатор, немате право да прифатите македонскиот јазик, да се преформулира и да се подигрувате со него. Едноставно немате право и немате мандат за тоа. Запрете еднаш. Вчера премиерот, односно гробарот на Македонија, кој во својот говор ни погрешка не го спомна македонскиот народ, замислете, цитираше текст од Петре М. Андреевски. Текст од Петре М. Андреевски кој минатата година го изфрли од наставничката програма во основните училишта, текст кој според договорот за добрососедство ќе треба да биде цензуриран, бидејќи во него се зборува за зверствата кои ги вршеле бугарските војски во окупираната територија Македонија, во која живеел македонски народ. Го цитираше без срам и перде, како што вели народот, баш онака
што го лаже истиот тој народ дека идентитетот и јазикот се бетонирани и признати. Да беше жив Петре Андреевски, веројатно ќе му реплицираше на овој начин. Цитирам: "Молчи, не зборувај, презборнику. Оти знам што можеш да кажеш. Се почнува од негде некаде, а после само се наддава, придодава, пелини пепел, плевел и плава. Затоа молчи, не зборувај. Знам јас колку си болен и знам кај те воли најмногу. Дури и Господ, откако те создаде, се уплаши од тебе и те напушти. Се усрами од својата работа. Од тебе нема ни подолу, ни подолно. И затоа молчи, не зборувај." За ова